Така, ние си го започнавме веќе разговорот, сега малку ќе прекинеме да им представиме на гледачите за што ќе зборувам. Станува збор за една психолошко-мотивацијска турнеја за поддршка на родителите со лица со попреченост. Имаме многу значајни гости овде во студиото. Ќе започнам со познатото, најредовната честата гостинка, која што мислам дека веќе нашите гледачи ја знаат, Амела Мемишева-Соловска, која што е клинички психолог и воедно може да се каже борец за правата на децата со попреченост. Впрочем, сите овде сте такви борци. Веднаш до неа е главниот јунак, звездата Леон, за кого што многу имаме зборувано, сега ќе имаат и гледачите можност да го запознат. Жанет Маркушова, која што е активистка, а воедно и сопруга на словачкиот амбасадор, и Елена Бегова, која што е основач на фондацијата ИЦ Бегов. Добро утро! На сите, добро ни дојдовте и многу ви благодарам што дојдовте, затоа што имавте вчера доста плоден ден, дел од турнијата за кое што ќе зборуваме подоцна. Амела, ќе те искористам малку како домаќинка сега, да започнеме од тебе, да ми кажеш прво што е заедничко за сите вас? Сите ние делиме по една болка. И едното заедничко е емпатија. Љубовта која што ја видовме, мислам јас прво како мајка, Елена како мајка и Жанет како активист. И сите ние три заедно сме во тоа што не спои љубовта од страна на децата кои што не се со потешкоти во развојот. Жанет, кога вие, иако сте активистка, кога прв пат стапивте во контакт со оваа проблематика, еве така да речем, кога за прв пат се запознавте со лицата со попреченост во Македонија? Моје првото искуство беше пред 6 години, кад сам имала прилика, добивме покани на некои настани и тамо сам упознала многу семејства, многу храбри мајки, многу деца преубави и сакала сам да покажам и јас да тука сам да имам нешто како супруга на амбасадорот. Ама битно е за мене, јас сам прво човек и имам многу чувства према децама, према сите. И гледала сам да уште има многу луѓе кои не знам због кој разлога се избегават овие семејства, уместо да им пружат рака, да се дружат со нив, да им може да покажу тие деца своју љубов, затоа што овие деца имају љубов неверојатна. Да, сме зборували друг пат со Амела за односот не на сите, на некои луѓе, дали неинформираност, има низа причини поради која што се однесуваат така како што се однесуваат. Инаку да ви кажам, Жанет, пред да влезете во студио, една гледачка се јави и ве испофали како човек кој што не ги дели луѓето и кој што има огромна љубов во себе. Да знаете. Елена, вас да ве прашам малку за вашата фондација ИЦ Бегов. Фондацијата ИЦ Бегов е основана пред 3 години во чест и во спомен на синот Ице, кој што беше дете со лице со посебни потреби, но за жал пред 4 години не напушти. Како што кажав, Ице беше лице со посебни потреби, но тој беше посебен во права смисла на зборот. Нашава борба која што беше секојдневна со него во животот додека беше, сега продолжи преку фондацијава. Затоа што патот по кој што го одат семејствата, кои што се соочуваат со лице со посебни потреби, е макотрпен, долг и тежок. Но кај нас постои една порака дека патот кој што го водат семејствата со лица со посебни потреби, да, е долг и тежок и болен, но е исполнет со многу љубов. Додека патот после Ице што го одиме
е многу потежок и е многу помачен и исполнет со болка. И затоа многу често знам да кажам дека во нашава фондација има многу болка, но и има многу љубов и кон сите други останати деца и лица. Како се спојавте вие три, Мила? Вака. Прво се запознавме со Жанет. Јас ќе кажам, тоа беше да немам власно, што не би сакала да коментирам на тоа. Па по долг период така останавме, да кажем, на дистанца и се спојавме точно во Форца на едно кафе со книгата Различни, но слични. И од тогаш почна нашите патувања, нашите дружења. Станавме едноставно души, сестри по души. После извесен период ми исконтактира Жанет и ми кажа дали би сакала да запознаеш Елена Бигова. И ми дојде некако познато, на социјалните мрежи веќе се имаме, а дури ни самите не знаеме како сме дошле да бидеме пријатели. И кажав да, секако, зашто да не? Така не запозна Жанет и не спои со Елена Бигова, каде што имаме секако што да споделиме. А Жанет, емпатијата и љубовта која што ја пружи во стекот на целото наше дружење, можем да кажем и пријателство, можем да кажем дека е нешто што не се опишува со зборови, веќе станавме како едно свето тројство, да можем да си дозволам да кажем после нашето спојување. Леон, да те видиме и слушнеме и тебе. Се знаеш дека мора прво дами да се почини, ако јас искрено со тебе би се почнала, ама некој бонтон постои кој што мора да се почитува. Разбрав дека си сакал да дојдеш во Алфа, така? Да, И како ти се чини овде? убаво. Што ти се виде најубаво овде? Телевизори, се тука. Душа може и Мила. Дали би сакал ти да ни прочиташ нешто? Да. Да. Додека го бараме тоа, Амела ќе ни каже што е она што ќе ни го прочита Леон? Леон ќе го прочита оно што и вчера го прочита во општина Каладарци, каде што имавме настан, мислам првиот чекор наш, од каде што научивме многу и некои работи кои што треба да ги промениме ние и оно што ние го очекувавме секако беше одлично, но ќе поразговараме подоцна. Истиот текст ќе го прочита и сега, затоа што допре таму да многу срца и веќе гледам дека го споделуваат и на социјалните мрежи. Ајде, повели Леон. Повели тука да читаш. Јас сум Леон и денеска сум тука, стојам пред вас со срцето на дланка. Читам. Затоа што ова се мои зборови, зборови родени од тишината, ме наполнети со вистина. Мама ми помогна да ги средам и да бидам поубави посилни, за да можам да ви ја пренесам пораката што ја носам во себе. Јас сум Леон и денес ви зборувам не како дете со етикета, туку како дете со душа, душа што чувствува, што сака, што верува. Мајки, знам дека има денови кога небото е премногу сиво, кога тишината дома боли повеќе од секој збор, кога се прашувате дали можам уште, но ве молам, не се откажувајте. Не се откажувајте од нас, ниту тогаш кога нема да ве погледнеме, ниту тогаш кога ќе плачете скришно, нити кога сите ќе ви кажат дека сме попречени, затоа што ние сме само љубов во друг облик. Ние сме срце кое трепери на вашата преградка, очи што молчат, но ја гледаат вашата душа. Ние сме чудо, ваше чудо. Мојата мајка не се откажа. И денес сум тука со збор, со преградка, со мисла. Денес ви зборувам затоа што таа не се откажа. И вие не се откажувајте, не слушајте диагнози што носат страв. Слушајте го срцето кое ви чука во рацете. Вашето дете, ние не сме ваш срам, ние сме вашата слава. Светот може би не разбира, но вие сте наш свет. И ако вие не верувате во нас, кој ќе верува, не се откажувајте ни кога е најтешко, затоа што таму каде што сите гледаат крај, вие градите почеток. А јас, Леон, ви ветувам, ќе дојде ден кога ќе ви речеме
Те сака, мамо, и тоа ќе биде најголемата награда за секоја ваша солза. Ние сме тишината што чека да биде прегрната. Бидете наш глас, никогаш, ама никогаш. Не се откажувајте. Со љубов и почит, Леон, во име на сите деца, што светот ги нарекува различни, а всушност сме само поинаква форма на совршенство. И сега после ова како да се продолжи, со кои зборови да се продолжи? Браво, Леон. Кажи ми, Леон, како реагира вчера на трибината одржана во Кавадарци, кога исто тоа го прочита пред многу луѓе? Како реагира луѓето? Убаво. Како што очекуваше ти, така? Да, И би сакал секогаш така да реагираат луѓето? да. Душа мила. Овие зборови што ги прочита Леон, претпоставам тоа е и целата поента и на книгите што ги имаме промовирано твои овде, и на прирачникот што ќе го споменеме подоцна, а и на кампањата. Станува збор за подигнување на свеста пред се. Свест и за лицата со попреченост и на другите полиња не сме подобри, и за безбедноста во сообраќајот не сме подобри, и за односот кон уличните куќиња и како еве да би ве прашала вас, Жанет, сепак доаѓате од европска земја. Како да работиме на подигнување на свеста? Па, знаете, секаде има проблеми вакви, не само тука во Македонија. И треба само човек да почне од себе си. Затоа што ако секој еден почне да менува нешто за да е поубаво за други, тога се гледаат резултати. И така е и за овие семејства на кои има е потребна голема поддршка од сите нас. Ама да то правиме од срце, со отворени очи и со љубов. Сепак на некој начин треба да се потикнат сите во тоа, претпоставам токму затоа и кампањата. Ајде да видиме за каква кампања станува збор. Станува збор за национална психолошка мотивацијска турнеја, каде што родителите не може да дојдат во Скопје кога ќе се организира некаков настан, туку треба да се од помалите градови, туку треба да се појде токму и од таму. Често добивам пораки за совети во месенџер, на социјалните мрежи ме контактираат Инстаграм, каде што не може да се објасни тоа, ниту да се даде советот како што треба да се даде кога сме во контакт со личноста, како еве што разговараме јас и вие. Контактот е многу битен. И затоа е оваа кампања за да одиме да го слушаме нивниот глас и сето она. Првото нешто што ни и затоа и насловот е од тишина до глас. Да се извади тој глас од таа тишина, за да родителите може да споделат својата болка, оно што сакаат да го променат. Кога често ги слушам, системот не е функционален. Да, системот сме ние. Ако сите ние почнеме од себе да се менуваме, и системот ќе дојде, зборуваме за институционалниот систем, ќе се смени. Не можеме да обвинуваме никого, треба да се обвиниме себе си. Да, тоа е тежок процес кој што треба да се прифати, да се изработи, емоции се во прашање, за да може да го постигнеме тоа. Вчера сам први ни ги отворија вратите општина Кавадарци, комисија За прв пат јавно Да. беше така. Предходно снимале од затворен тип во Охрид? Предходно беше од затворен тип во Охрид, за кој што секако кога од затворен тип не можеме многу Ништо не информации да коментираме, даваме, да. но знам дека запознав прекрасни луѓе, прекрасна дружба имаше, јас и бев воодушевена, бевме заедно со Жанет, тогаш и после тоа ме сконтактира повторно за Охрид, за Струга. Еве веќе Елена напомена исто Да, така за... Елена, како е концепирана оваа кампања? Што се ќе има во неа? Па, пак, кога ме поканија Жанет за да се запознаеме со Амела, за да им се приклучам кон оваа национална кампања, прифатив, пошто го знаев патот и бев свесна колку родителите, како што јас на времето се соочував, за да го најдам вистинскиот пат по кој што треба да одам. И така да безрезервно стапив во нивна поддршка, за да може тоа да се реализира и да им може да се допре до родителите и да им се помогне барем малку
и да имаат насоки по кој пат да бидат насочени и по кој пат треба да одат за да можат, пошто тој процес на прифаќање дека со диагноза, па после што гневот, бесот, па талкање по институции, знам колку на времето тоа мене би ми значило да има некој што ќе ме води, што ќе пружи рака за да ми помогне. Кога слушнав дека и Амела со незините знаења бесплатно, хуманитарно, што ретко се дешава на денешно време, дека ги нуди тие услуги, мислам, таа помош, безрезервна помош, се приклучивме ние како фондација и еве сега ќе ги организираме сите турнеи. И смислата, мислам, и концептот на тие турнеи на ние и децава што се со лицава со посебни потреби да бидат сплотени еден со друг, а и родителите меѓусебно да си ги искажат макиве, да видиме кои се нивните проблеми, како можеме понатаму да действуваме, во која насока заедно можеме да, пошто само заедно можеме нешто да смениме и да направиме. И што би издвоили, што слушнавте вчера? Слушнавме доволно од тоа што требаше да се слушне од родителите, оние кои што веќе со години, дури повеќе и од моите години зборувам борба, повеќе и од годините на Јован борба, ама најмногу од се, јас кај го заокружам тоа, освен имните што ги слушнавме проблеми, го сватив концептот кој е за да понатаму продолжиме да направиме измени, имам понатамошните наши посети во градови, дека треба да бидеме ние заедно сплотени само со родителите и децата, да можеме да поработиме со нив, како што вчера имав толку многу добив прегратки од лицата кои што се со потешкоти. Леон исто така со нив беше, имаше интеракција, не можам тоа да го опишам и е тоа чувство што се доживува. Да, немавме време, бидејќи тоа се случуваше вчера, немавме време да ги пратиме сликите за тука, но на мојата социјална мрежа на Facebook ги имам објавено сите слики. Тоа е нешто што треба да се почувствува, да се доживее, што не може да се опише со зборови. Што е следно? Каде ќе посетите следно? За следно сега се размислувавме за Велес. Имаме Охрид, Струга, Свети Никола, Штип исто така веќе отвара врати и Гевгелија. Но сепак кажувам, не одлучувам само јас. Кога ќе седнеме да разговараме што и како одлучуваме сите три заедно. Леон ќе биде дел од секоја наша турнеја, од секој посетен град, како еден пример дека се може кога се сака, како што и тој самиот прочита. Успеавте ли вчера да ја прекинете тишината? Да. И да се отворат срцата? Да, се отворија и се многу гласови, мислам се споделија многу работи кои што се незадоволства, од што луѓето си најмногу си имаат потреба, баш оно што го напомена Елена, имаат потреба од просторија да им се обезбеди, каде што ќе можат родителите да одат, барем да се поседат без интернет, без телефони, без екранизација, со нивните деца да се дружат. Тоа е првото нешто што го да кажам го уловив од нивните зборови и од нивното оно што им е потребно. Не знам колку имаме време, Ирена, ќе ме известиш, но имаме уште нешто што би што мислам дека е многу значено, особено што ќе биде од помош на сите семејства кои што ја водат оваа борба, тоа е прирачникот што ги изработивте повторно заедно за прв пат книга од ваков тип кај нас, така? Да, затоа и не нагласив и кога го споделив, значи не е напишано од надвор. Напишано е од личното искуство, напишано е баш македонски приречник за нашите македонски деца. Има сведоштва и од македонци диаспората, како што разбрав, од така? Македонија и од диаспората, тоа се родители со кои што имаме работено, тоа се родители кои што успеале и кои што си дозволям, нормално се согласија по една-две реченици да споделат. На сите им пишав и ги замолив, за секако анонимно останува, само пишуват мајка на дете со таа и таа диагноза. Како што кажали, ние не сме диагноза. Има исто така вежби, програма, графомоторички вежби, има 52 содржини,
кои што многу може да му помогнат на детето. Прво и родителот како терапевт, прифаќањето на дијагнозата, справувањето со емоциите, сето тоа е опфатено во еден прирачник. Инаку рецензент на прирачникот и кој што го одобри за печатање е професор доктор на науки Мирослав Пендаровски, универзитетски професор. За самиот крај би ве запрашала конкретно тебе, Амела и Елена, кога вие на почетокот ја биевте битката, кога би имале еден ваков прирачник, колку би ви било од помош? Многу, многу. Немаше да талкам од човек до човек и да бидам отфрлена, да немам поддршка. Туку ќе знаев, имав насоки како да се движам и како да работам со моето дете, како што ја внатре за фината моторика, грубата моторика, вежбање. Не е тоа само за прирачник за аутизмот. Тоа е прирачник на еден медиум, мислам, на една средина, каде што ќе може секој дете да работи и да вежба со него. Мислам, секој родител да вежба со своето дете. Исто така ќе напоменам за прирачникот, го изработивме за една иницијатива, приведејќи ова го правиме хуманитарно доброволно. Ние го изработивме и го даваме, нели, го продаваме по 200 денари и заедно решивме тие средства додат за оние градови каде што нема да може да ни пружат сала, и имат материјал сепак, нели, трошокот за да дојдеме до таму да ги сплатиме и да се сретнеме со тие семејства, тие средства ќе бидат употребени за тоа. Во истата цел. Многу ви благодарам на сите што ова утро дојдовте со нас, особено на Леон, и се надевам, Леон, дека повторно ќе ми дојдеш. Да, Ако имаш време, затоа што гледам сега дека ќе одиш на турнеја. да. Да? Ќе те очекуваме. Ви благодарам многу. Ви благодарам и и јас. продолжете со борбата. Ирена? Ви благодарам и јас на сите за вашето гостување во утринската програма. Се гледаме во некоја наредна прилика.